Благодарам. Некогаш постои нешто метафорички што се вика во политичка смисла пенал. Ова е пенал. Трпеливо ве слушнавме, си изнакажавте политика, реваншизам, партиски ке местиме, од каде образложението. И прво се поставува неколку прашања кои што кратко ќе ви ги поставам на вас. Зашто на вас ви давале ургенции за вработување и напредување? Вие бевте кадровик во владата, вие бевте приватен стопанственик. Зашто на вас ви се обраќале за кадрови прашања? Со што логично се добива прашањето зашто вака го браните Спасе Глигоров. Ајде да не зборуваме паушално, имам прашање до вас, но имам и неколку документи. Еве документ. Знаете што е ова? Вели до председателот на собранието од владата образложение зошто владата мисли дека треба да се разрешат овие. И Спасе Глигоров и Агрон Сефери, за кој што вие рековте дека ние политички сме сакале да го разрешиме. Вие кажавте за одлуката, нели, првиот дел, вториот дел, ама некако симптоматично пропуштивте еден дел. Не читате, како што не ги читавте и законите, и затоа вака се однесувавте, и затоа си исплашени тука сите дојден, кога ќе чукне правдата на врата. А знаете што пишува тука? На 12.9.2024 година до владата доставено е мислење од страна на Министерството за јавна администрација, заведено под наш број 415/4045/10, во кој се наведува дека при вршењето на оценка на работењето на агенцијата да се земат во предвид констатираните недостатоци и слабости во агенцијата, наведени во конечниот извештај на Државниот завод за ревизија. И внимавајте, Спасовски, истовремено, видно од уверението издадено од Универзитетот Свети Кирил и Методи и правен факултет Скопје, е дека именуваното лице, Агрон Сефери, се стекнал со стручен назив дипломиран политиколог, па оттаму именуваниот не ги исполнувал законските услови за негово именување за заменик на директорот на Агенцијата за администрација, односно немал завршено образование од областа на правото или областа за управувањето со човековите ресурси. Еве тука Љупчо Димовски потпише. И сега кој лаже? Сега прашање до вас. Несовесно работење во служба, кривичен законник, сектор за економски и компјутерски криминал. Како вие кога бевте министер потпишавте над 50 на такви за градоначалници на ВМРО, ДПМН и други функционери, а не сте потпишале за овој господин? Зошто не сте отворили истрага и пак кога сте го знаеле? Како на овој Спасе, кога гледал дека потпишува плата, без при тоа да има исполнети услови, никој од вас не му отворил истрага? Нели е малку симптоматично, господине Спасовски? Немојте затоа да делите памет, затоа што некој вас ќе ве праша зошто вакви ојадници функционери, вие и вашиот сектор на економски криминал не сте ги процесуирале. Благодарам. Благодарам. Контрареплика.